Годишната програма за култура за 2020 година е скандалозна. Програмата е насочена кон подмирување на ситни политички интереси наместо за развој на културата. Јавноста секоја година одново и одново се шокира од одлуките на Министерството за култура кои проекти од културата или кои уметници и културни дејци се поддржани. Повторно, без критериуми и преку параван на наклонети членови на комисии, доделени се скандалозни износи на средства на здруженија и на поединци кои се блиски на власта. Со годишната програма за култура, наместо културата се поддржува политиката, два аспекти кои немаат никаква допирна точка. Така, например, книгата Партискиот систем на Северна Македонија од Ѓорги Спасов е поддржана со 90.000 денари. Да подсетиме, Ѓорги Спасов е долгогодишен партиски функционер на СДСМ, пратеник и татко на Никола Спасов од Агенцијата за мерење на јавно мислење рейтинг, која важи за блиска до власта. Златко Оригјански, именуван од Заев за директор на Македонскиот културно-информативен центар во Тирана, добил вкупна поддршка од 330.000 денари за два проекти. Едниот е проектот за Кого во вредност од 80.000 денари, а вториот е заеднички со Бени Шекири во износ од 250.000 денари. Двајцата кои пеат на митинзите на СДСМ ќе добијат поддршка од власта на СДСМ. Во годишната програма за култура за 2020 година поддршка од 90.000 денари доби и книгата Долно Конјари, ни слика и време на пратеникот и подпредседател на собранието Зекир Рамчиловиќ. Средства во износ од 90.000 денари доби и Нано Ружин, таткото на советникот на Заев Алекс Ружин, но и човекот кој што го кандидираше Зоран Заев за Нобелова награда. Работата изгледа нати го дај ми го. Ружин кандидира за Нобелова награда, а Министерството за култура дава поддршка за неговата книга. И советникот на Ала Ѓозовски, авторот на безидејната национална стратегија за развој на културата 2018-2022 и на катастрофалниот предлог закон за остварување на јавниот интерес во културата Златко Теодосиевски, е дел од поддржаните проекти изложба на скулптури споеви и на инсталацијата реизградени сеќавања. И секако тука се неизбежните пулени на Ала Ѓозовски од НВО секторот, Контрапункт, Локомотива, Факултет за работи, што не се учат, Центар за современи уметности Прилеп, Престој, Екзит и други кои редовно се финансираат со предимензионирани средства како награда за гласните пофалби за погубните политики на СДСМ. Почитувани, поразително е што 3 години поред годишната програма за култура е носена по телефон, по желби и потреби, истовремено лобирана од поранешни фолк пејачки и самопрогласени револуционери, убедени дека газењето на културата на Македонија е надпревар во кој мораат да победат, а астрономските износи кои си ги намениле себеси се нешто што им припаѓа. На 12 април културните работници, заедно со граѓаните на Македонија, ќе го казнат ваквиот мизерен однос кон македонската култура и ќе отворат нова страница за враќање на достоинството, како на македонската култура, така и на македонското достоинство воопшто. Тоа ќе биде денот кога сите чинители во културата на Македонија, без разлика на верската, националната и партиска припадност, ќе се сплотат за заеднички културни вредности кои не обединуваат за доброто на нашата заедничка татковина. Ви благодарам.